Сонот за брзото збогатување и вечната потрега по закопано богатство мощно често ги изложува на удар духовните објекти. Трагачите по ќупчење со златници со се поголема дрскост и без страф од некаква божја казна прекупуваат во и околу црквите и манастири, па дури и стари гробни места. Веруваат дека поради големата почит и суеверие на некогашните богаташи кон црквата, токму тука низ војните го криеле своето азно. Манастирот Свети Пантелеймон во последните деценија две се почесто е мета на трагачи кои копале пред прагот на црквата под старо дрво и на други делови каде што претпоставувале оти се крие некој ќупче полно со златници. Сведок на таквите искупувања е домакинката на манастирот. Златарите секаде буват, ама баш овде округо не смеат да улегнат. Не смеат, од Господ највеќе не смеат. Оти овое тука се е ваковско. А наоколе одат, тражат. Кој е нашел, кој не е, одека ќе ви кажам. Пред неколку години копано и у манастиро. Копано е овде на чошо на манастиро, копано е пред црквата. Там пред црквата извадиве некој. Дека совеста не ги остава мирни оние кои го нарушуваат духовниот манастирски мир, зборува покајанието и барањето прошка. У манастиро, кога ги извадили туа некој од Скопје, млади некои таквија, извадат и ојдат си, ама слоши им се, веднага и штета најде, и земат парите, ојдат каде до Стефан у Скопје, исповедат се и му дадат парите. Пред некоја година низ Кочани и особено селото Пантелеј протекува муабети дека помеѓу 3 даба близу манастирот е пронајдено скриено богатство во камен сад во форма на корито. Остатоците што ги оставиле копачите наведуваат на предпоставки дека имало нешто, но никој ниту некогаш потврди, ниту докажа дека се пронајдени стари лири. Останаа само оговарањата дека ова или она семејство оттогаш живеело побогато.